Крв од сите крвни групи во Центарот за трансфузиологија во Штип има доволно, потврдува раководителката примариус доктор Мери Шорова. Снабденоста со крв во Штип во моментов е стабилна. Во изминатиот месец имавме вкупно 367 дарители, од кои 197 се дарители кои што даруваат крв во нашата служба. Останатите се дарители од мобилни екипи. Така да задоволеноста на потребите за клиничка болница Штип се во целост исполнети. Издадени се вкупно 220 единици крв само за клиничка болница Штип. Како Центарот го следи снабдувањето со крв на државно ниво? Морам да напоменам дека ние како Институт за трансфузионна медицина имаме целосен увид во резервите од сите крвни групи во државата, така да функционираме и навремено правиме распределба и покриеност и за сите болници и за сите служби каде што се издаваат крвни компоненти. Колку нови крводарители имаше во изминатиот месец? Во однос на дарувањето, 27 лица од тие 367 се крводарители кои даруваат крв по прв пат. И тоа е навистина една мала бројка, така да сметам дека е потребно да направиме напори за младите дополнително да се прво да се информираат и да се мотивираат за крводарувањето, да разберат дека тоа е една значајна гранка во општеството и дека треба да се вклучат во процесот на крводарување. Што секи се превземе за да се поттикнат младите да даруваат крв? Црвениот крст правиме напори, имаме една одлична соработка и еве во овој период следат крводарителски акции во средните школи и очекуваме еден добар одзив од помладата популација. Состојбата со крвните резерви во Штип засега е стабилна, но клучен предизвик останува зголемувањето на бројот на млади крводарители.